Оно што со сигурност знам дека вечерва цело Тетово е пред Канал 5. Ама не тука, него пред телевизорот. Зошто? За Бадник традиционално во Тетово се организира карневалот, традиционален е, има добри маски, сите се маскираат и е супер. Доколку не сте го посетиле, годинава го пропуштивте. Но ви носиме атмосфера од таму. Поточно, на нашата Facebook страна можевте да гласате за сите оние фотографии и оние кои што ги гледате позади. Се разбира, оние фотографии кои што ни ги испраќаат тетовчани и се надпреварува за највеќе лајкови за да победат во надпреварот за најдобра маска. Дел од овие фотографии кои што ги добивме на нашиот Facebook лайк профил, ви ги презентираме сега и кој победи, кој имаше највише лајкови, ќе го знаете токму сега. Се маскираа за Бадник. Според верувањата, вака ги бркаат злите духови, а ова го прават традиционално секоја година. На фан страницата на Екстра Ексклузив на Facebook се бараше најдобрата маска. Нашите фанови одлучија дека најинтересен е ликот маскиран како Борат. Тој вечерта се дружал со пеца од Супер Хикс и со Султанот Сулеман. Во конкуренција од скупно 74 маски, тој собра 1052 гласови. Многу близко до него, но на второ место е оваа маска, а трети според резултатите се Адам и Ева. А низ Тетово за Бадник Султанот Сулеман се прошета во неколку различни верзии. Некаде сам, некаде со Хурем и Величествената, а меѓу децата беше и неговиот син, малиот принц Мустафа. Инспирирани од ликот на најпознатиот султан во турската историја, покажаа дека иако почна неодамна, серијата е веќе екстра популарна. Тетовчани знаат да бидат и креативни и инвентивни, а ако вака шарено им почнува годината, се надеваме дека ќе им биде навистина весела. Ете така, Борат победува од маскираните во Тетово, но тука не е крај на овој или ваков тип на надпревар, затоа што ги чекаме струмичкиот врчанскиот карневал, па ќе направиме и од нив избор и ќе ја дознаеме на крај сума сумарум најдобрата маска во Македонија за 2012.